Денеска имаме една убава можност повторно да бидеме тука во Гази Бабак, имаме повеќе средби, имаме во Брњарци, Инџиково, Трубарево, но насекаде во Гази Бабак ќе бидеме присутни на наредниот период. Убаво е што се повеќе народ доаѓа на овие средби што постојано на терен се случуваат под мотото ова е Македонија и разговараме за сите теми, разговараме за оно што е актуелно, актуелните политички прашања, разговараме и за економијата, за образованието, за здравството, но денеска е една тема што сакам јас дополнително да ја разговараме и секако со граѓаните ќе имаме можност да го објасниме сето она што се случува во минатото, иако сите добро знаете, на пресуда што вчера беше актуелна од Страсбург. Јас би спомнал дека во минатото се случија многу неправди. И од секогаш има ова неправди, но Македонија беше угнетен македонскиот народ. Вчера слушнавме дека за Елена Доцевска-Божиновска се доби пресуда во Страсбург, односно Елена ја доби правда. Елена после многу години виде правда. Иако беше угнетувана, иако беше угнетувани нејзините човекови права, иако тоа никој од власта никој не кеше да го спомне, бега, се криеа и само гледаа како да направат уставни измени. Но еве, дојде денот, знаете, правдата е спорно, еден ден ќе дојде. Елена Доцевска-Божиновска и беше одземено човековото право да поднесе жалба, да се брани пред судот, но и многу пострашно беше тоа што ги апсеа пред своите дечиња. Ги апсеа и ги угнетуваа. Јас оваа прилика би ја спомнал и пратеничката Жаклина Лазаревска што доаѓа, Пешевска се извинувам, пратеничката Пешевска, што доаѓа тука од Гази Баба и што истото и се случуваше во минатото. Истото тоа се случуваше пред незините дечиња кој беше апсен, кој беше угнетувана, кој беа земени незините човекови права. И навистина тоа беше болно да се гледа, но правдата ќе стигне. Јас сакам нешто друго да кажам сите граѓани што може да го видат тој процес на уставните измени, што може да видат како се прави прогонот врз ВМРО-ДПМНЕ, на оно што се случува на Македонија, да никогаш да не се повтори, да го кренат својот глас вака и на средбето и на секаде низ народот. Кога се менуваше името, кога се формираше СЈО, кога се правеа тие уставни измени, кога силата ја добиваше СДСМ и ДУИ од многу институции, од нивните обвинителства, од нивните судови, тоа го правеа со една цел: да го угнетат македонскиот народ, да тргнат против ВМРО-ДПМНЕ, да тргнат против раководството на ВМРО-ДПМНЕ и на крајот да се смени името, да се смени уставниот поредок во Република Македонија. И сега продолжуваат понатака, продолжуваат повторно со уставни измени, тоа прашање да биде актуелно, но нема да им успее. И затоа го повикувам целиот македонски народ, го повикувам да ни се приклучи, бидејќи во ВМРО-ДПМНЕ има храбри луѓе, но има луѓе кои што ја сакаат Македонија ќе направат се за Македонија. Жаклина Пешевска е пратеник кој беше угнетуван. Елена Доцевска беше обична жена која работеше во собранието и беше угнетувана и беа земени човековите права. Но има многу луѓе исто така и што се во санданите и што им беа одземени нивните права. Сите они сакаат правда, не бараат ништо друго. Затоа јас би кажал дека тие луѓе не се терористи, Јане Ченто не е терорист. Кога некој погреши во нив, оние бараат правдата, а не ова што се случува. Со векови ги осудија луѓето. Знаете, има луѓе каде што моментално под прогонот бегаат, како што се Рашковски, како што се нивните генерални секретари на СДСМ и така натака, и никој не може да ги допре. А Оливер Спасовски како министер не прави ништо туку да заштитува криминалот. Затоа почитувам македонски народе, заедно сите референдумски на следните избори да излеземе и да ги казваме, за да има одговорност и тие неправди конечно да видат правдата.